Женскиот фудбалски клуб Љуботен од Тетово на официјална пресконференција го представи новото раководство, како и новиот шеф на стручен штаб и 4 нови засилувања. Од клубот информираат дека раководството ќе биде истото како и во машкиот клуб, со што доаѓа до обединување на двете екипи. Новата раководство на управата сме ние 5 овде: Перо Ивановски, Дејан Савески, Ивица Богдановски и Владимир Серафимовски. Целиот товар на клубот од пронајдење на играчи, контакти на стари, ново членство, одеше преку нас 5. Беше многу тешко да се најде, да се изнајде, да се донесе нов кадар, но некако успеавме. Се надеваме дека тоа ќе биде доволно да обстанеме. Прво, оваа година да обстанеме во лигата, а амбициите за следната сезона се подруги. Покрај тоа што ќе направиме основата на клубот, играчки и како раководство, амбициите за наредната сезона се далеку поголеми. Тоа ги имаме како план и програма зацртано. Здраве Боже, ако успееме да атакуваме на шампионска позиција, значи една на прво место, со тоа што клубот би станал и преку тоа би имал излез во Европа. Инаку, ова раководство што е во моментот во клубот е истото што е и во машкиот фудбалски клуб, што значи дека во моментот станавме едно семејство. Нов шеф на стручниот штаб ќе биде Сузана Синадиновска, која ги потврди амбициите на раководството, а тоа се опстанок во тековната сезона. Синадиновска воедно и помошник тренер во репрезентацијата на Македонија до 19 години. Очекувањата ни се во моментот со новите засилувања да бидеме на средина на табела, што и мислам дека заслужуваме. Сепак и во младиот кадар, што е моментално на располагање, има девојчиња кои имаат квалитети и можат да задоволат за потребите на женскиот фудбал во Македонија. Сепак се работи за дел од репрезентативки кои поминале, значи U17, U19, тука имаме и А репрезентативка. Раководството ги презентираше и новите засилувања. Нови играчи на ЖФК Љуботен се Дренуша Ајдини, Екзона Јашари, Кристина Николовска и Јулија Живич. Со оглед на тоа дека преодниот рок завршува на 6 септември, од раководството најавија нови засилувања во следниот период. Мило ми е што ќе бидам дел од овој клуб и најдовме некој заеднички јазик со управата и се надевам дека ќе се избориме за подобар пласман. И моментално би останала тука, имам и собери со репрезентација. ЖФК Љуботен имаше лош старт на сезоната, откако најпрво загуби со 10:0 од Топ Гол во Битола, а потоа на домашен терен беше декласиран од АС Юнајтед со 13:0.